Ајде, деца, кажете ми сега, кој празник го славиме за неколку дена? Како? Свети Климент Охридски. Браво за вас, дечиња. Свети Климент Охридски. А што бил Климент Охридски? А знаете ли некое училиште што го носи тоа име? Има ли такво во нашиот град? Има училиште што го носи неговото име, Климент Охридски. А тој бил учител. А зошто се вика Климент Охридски? Зошто баш Охридски? Живеел и работел во Охрид и тој направил училиште, што се вика универзитет, за многу поголеми деца од вас и таму препишувале книги, учеле, работеле и создавале книги од кои учеле тогашните ученици. И со што ги пишувале деца буквите? Со пердув. Дај го пердувчето. Хајде да видиме како со него. Со пердув, ама што требало да има? И мастило или црнило со кое ги пишувале буквите со пердувче. А ние сега ги пишуваме поинаку. Одлично. Било ли тешко, деца, да се пишуваат книги? Било, многу било тешко да се пишуваат книги затоа што немало печатници. Од тие напишани книги, ние знаеме што се случувало. Пишаните книги се многу важен документ за кој ние знаеме што се случувало за времињата пред нас. Многу време пред вие да бидете родете, пред јас да бидам родена, многу години пред тоа. Ама, што направил Климент Охридски? Така е, деца. Направил азбуката да биде полесна. И како и дал име на полесната азбука? Кирилица. Нашата азбука е кирилица. Ние пишуваме со македонска кирилица. А зошто баш и дал име кирилица? Оти неговиот учител се викал Кирил. Како се викал? Кирил. Така се викал учителот Кирил и неговиот брат Методи создале прва азбука, ама таа била многу потешка, се викала глаголица и била многу потешка од оваа сега. А Климент Охридски ја направил да биде полесна. Добро. И празникот Свети Климент Охридски го празнуваме во негова чест. И многу сме му благодарни што направил азбука со која ние можеме да пишуваме и да биде полесна. Знаете ли неколку букви како почнува нашата македонска кирилица? А, Б, понатаму? Г, Ј, Е. Браво, деца! Вие уште не одите во училиште, а знаете букви од македонската кирилица. Може да му мафниме на нашите родители, на вашите родители кои сега ќе ве гледаат? Ете, поздрав и му испраќаме. Благодарам, вредни дечиња.